Добар ден, Македонија, во второто издание на прва на кругот на знаењето. Во вчерашната прва емисија на македонскиот квиз круг на знаење имаме победник. Секако, тоа беше Златко, кој што денеска е на позиција 2, но на позиција број 1, да ја поздравиме Снежана. И нејзиниот против кандидат, човекот кој што, како што кажав и во најавата, го гледавме вчера и победи вчера. Златко на позиција број 2. Останете со нас, бидејќи во овој момент го отвораме кругот. Снежана и Златко се двајца денешни надпреварувачи во кругот на знаењето. Златко ни е познат од вчера, го знаеме неговото знаење, но какво знаење поседува Снежана, ќе да знаеме во денешниот круг на знаење. Ќе ги запознаеме нашите надпреварувачи нешто подоцна, но сега играме првата игра со која што ве релаксираме, опуштаме и вас во студиото, но и вас дома покрај малите екрани. Едноставно наречена да или не. 10 прашања, одговарат со притискање на тастерите, точно или неточно. Играме да или не. Прашање број 1. 4 годишни времиња е збирка од 4 виолински концерти од Николо Паганини. Да или не? Златко точен одговор. Снежана за жал неточен одговор. 2 поени за Златко. Не. Ова дело е едно од најпознатите дела на барокната музика, компонирано 1723 година од Антонио Вивалди. Прашање број 2. Центар на општината Чучер Сандево е селото Чучер Сандево. Да или не? Се гледа дека сте редовни посетители на оваа општина. Точен одговор да, се наоѓа на падините на планината Скопска Црнагора, а како посебна единица на локалната самоуправа дејства од 96 година. Прашање број 3 од да или не. Ураганот што ги опустоши Луизијана и Мисисипи во август 2005 година се викаше Томас. Да или не? Секако дека машки ураган не може да опустоши. Не, имињата на ураганите претежно се женски. Ураганот што помина со брзина од 250 км на час се викаше Катрина. Прашање број 4. Археолошкиот локалитет Виничкото Кале била утврдена населба од младото камено време. Да или не? Неточен одговор и двајцата. Не, таа е од доцната антика, а најзначаен наод се теракотните икони. На половина од првата игра, пето прашање. Џон Бон Џови е основач и пејач во рок групата Бон Џови. Да или не? Златко, ова прашање не го знаеше. Затоа Снежана носи 2 поени дома. Да, групата ја формира во 1983 година, која има издадено повеќе од 10 албуми. Прашање број 6. Талес од Милет бил еден од 7 мудреци на стариот свет. Да или не? Снежана, освен музика и мудреците ни се јака страна. Точен одговор, Златко, неточен одговор. Одговорот е да, еден од неговите најдобри ученици е филозофот Анаксимандра. Прашање број 7. Атина Бојаджи е првата македонка што го препливала Ла-Манш. Да или не? Така е. Таа е жената која што го преплива каналот на 9 септември 69 година. Прашање број 8. Обител е старото име на градот Прилеп. Да или не? Снежана очигледно дека патот не ја води на кај Прилеп и Битола. Не, ова е едно од старите имиња за градот на конзулите Битола. Предпоследно прашање број 9. Првиот президиум на АСНОМ имал 22 члена, од кои 2 биле жени. Да или не? Така е. Дали знаеш, Златко, можеби кои биле жените? Не би знал. Вера Ацева и Лилјана Чаловска се жените во првиот президиум на АСНОМ. И последно 10-то прашање вели вака. Во средниот век кој да пробал шпанска чизма, таа му била тесна. Да или не? Точен одговор и двајцата. Одговорот е да, оваа дрвена или железна чизма ја измислила инквизицијата за признавање на гревовите. По завршувањето на првата игра, да или не, имаме изедначена бодовна ситуација. 9 поени за Снежана и 9 поени за Златко. Ништо не е изгубено, ништо не е добиено. Уште 4 фантастични игри. На самиот почеток сме на кругот на знаењето. Останете со нас. Пред да играме втората игра Скала, вистинско време да ги запознаеме нашите надпреварувачи. Снежана, која е всушност Снежана? Од каде ни доаѓа? Од Скопје, сопруга, мајка на 2 ќерки. Колку години сте во брак? 35. Вие сте една од ретките жени, односно ти си една од ретките, од имена ти вечерва, една од ретките жени на кои што гледам дека бракот убаво делува. Има жени кои што се тажни и гледам дека бракот не ги прави баш најсреќни. Не ме исполнува. Како растат вашите деца, како ги воспитувате? Моите деца се прекрасни 2 ќерки кои што се студентки. Едната е апсолвент на интериер и дизајн, а другата е на педагошка академија. Втора година. Се спремаш ли за свадба? За Па свекрва? да. Да? Ќе биде, мислам. Каква свекрва ќе биде Снежана?
Добро. Многу захтевно. Златко, вчера слушнавме нешто повеќе за тебе. Има ли нешто што ти исполнува? Имаш ли хоби? Па хоби се помалку има слободно време. Сам повеќето сум Ти ми личиш на човек што некогаш собирал салфетки. салфетки, не значки собирав на Значки? времето. Да, со брат ми. И тоа беше Од да. ке ги собиравте? По улица? Не, по улица. Татко ми многу често идеше на пат, да кажам, службени, носеше и така с наоѓате. Се заработува ли ако се продадат значки? Па не сме го правиле тоа за заработка, чисто ради занимација, хоби некој така. Колку да помине времето. Така. Времето поминува и дојде време да играме втората игра Скала. 7 поими распоредени еден по друг. Играме по пат на асоциација, погодувајќи од прв кон последен. Финално решение знаеш, Златко, барем ти за Снежана, ќе ја вметнеме во самата игра. Убаво да изиграме втората игра Скала. Скалата прва ја почнува Снежана и покрај тоа што има иста бодовна ситуација 9:9, предност даваме на кандидатот на позиција број 1, Снежана, тоа си ти. Првиот поим за тебе е јавор, а поимот што треба да асоцира на јавор започнува на буквата Д. Дрво. Дрво. Така е, јаворот е дрво. 2 поени за Снежана и буква Г, асоциација Гранка. на дрво. Гранка. Гранки, прифаќаме. Точен одговор. Лист. Гранки, асоцира на лист. Не, Златко, втора буква И за тебе. Лисија. Лисија. Тоа исто. Лисје, го прифаќаме овој одговор, Златко, нови 2 поени за тебе, буква Ж. Понатаму. Понатаму, Снежана, буква О. Жо. Жолти. Жолти. Да, лисје, жолти. Жолто лисје. Жолто, да. Така е. 2 поени, буква Ц, асоциација на жолто. Снежана, погодувате? Цвет. Цвет. Не. Златко, буква Р. Црвено. Црвено. Така е, жолто, црвено и Златко го погодуваш последниот поим на буква Г. Грозија. Грозје. Не, но сепак втората буква, Снежана, за тебе е Р. Гр. Снежана, Понатака. понатаму. Златко, буква Л. Грло. Грло. Така е, црвено воспалено грло, моментално активно за време на зимски денови. Златко, погодуваш финално решение од првиот и последниот поим. Јавор и грло за 6 поени или можеби купуваш буква. Понатаму. Понатаму, вели Златко, Снежана, купуваш буква или погодуваш? Да, една. Минус 2 поени, Снежана, и буква С за тебе. Јавор и грло. Стебло. Стебло. Не. Златко, буква за тебе или може погодуваш? Ај буква да. Ајде, буква минус 2 поени, буква И. Златко? Сино. Сино. Не. Снежана? Погодуваш или купуваш буква? Купувам буква. Купува буква Снежана, минус 2 поени, буква Р, сир, јавор и грло. Сирењ. Сирење? Не знам како јаворов те асоцираше Снежана на сирење. Златко, погодуваш, купуваш буква? Сир. Златко, дали се слушаме? Да. Ај купувам буква една. Ајде уште една буква за Златко, буква У, сируп. 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 Така е, Златко. 6 поени за тебе, јаворов сируп и секогаш кога се болни децата, но и ние возрастните пиеме сируп за црвено грло. Златко, ти ја играш втората скала. 17:11, Златко ја погоди првата скала која што ја играше Снежана. Првиот поим е совет, а оној кој што да го погодиш како асоциација на совет е на буквата Д. Дом. Дом. Не, но втората буква сепак е О за Снежана. Снежана? Понатака. Понатаму. Златко, буква Б. Доб.
Понатака, Снежана, буква А. Добар. Добар. Така е, добар совет секогаш треба да дадеме, но и да добиеме. Добар асоциација на буква П. Пехар. П? Пехар. Пехар. Не. Златко, буква Р за тебе. Пр. Прв. Прв? Не. Буква Е за Снежана. Понатак. Понатака, Златко, Д. Буква за тебе. Пред. Предмет. Предмет. Не. Снежана, буква Л за тебе. Предлог. Предлог. Така е, Снежана, 2 поени. Буква З, асоциација на предлог. Закон. Закон. Така е, предлог закон. Ја муш амадман да имавме. Законот асоцира на нешто на С, Снежана? Понатак. Понатака, Златко, буква О за тебе. Собрание. Собрание. Така е, во собранието се носат законите, а собранието ние носи буквата П. Понатак. Понатака, буква Р за Снежана. Снежана? Понатак. Понатака, Златко, буква А за тебе. Бра. Понатак. Понатака. Снежана, буква Т. Пратеник. Пратеник. Пратеници во множина. Да. Прифаќаме. 2 поени, Снежана, и последниот поим започна на буквата О. Понатак. Понатака, Златко, буква Д. Одборник. Одборник. Не. Снежана, буква Г. ОДГ. Понатак. Понатака. Златко, буква О. Одговор. Одговор. Говори. Не, но сепак имаме буква В за Снежана. Одгов. Одговори. Одговори. Не. Златко, буква О. Одговорност. Одговорност. Не. Буква Р за Снежана. Одговорен. Одговорен. Одговорни. Прифаќаме, Снежана, вие ги добиете последните 2 поени од скалата и можност да добиете нови 6 поени со погодување на финалното решение составено од првиот и последниот поим. Вели совет и одговорни. Погодувате или купувате буква за 6 поени? Влада. Влада. Не, Златко. Понатам. Понатаму. Снежана. Погодувате, купувате буква? Купувам буква. Купувате буква. Минус 2 поени. Буква Р. Совет и одговорни. Не ви текнува. Понатак. Златко. Да пробам родител. Родител. Родители, Златко. Совет даваат родителите и се одговорни. Имаме и неодговорни родители. Така е, Златко, 6 поени завршуваат кај вас од втората скала. Совети одговорни дадоа родители. После завршување на скалата имаме бодовна ситуација, 25 поени за Златко и 19 поени за Снежана. Навистина тесна бодовна ситуација која што цело време варира плюс минус 2 до 3 поени, но имаме уште 3 игри кои што ги играме во продолжение на кругот на знаењето. Останете со нас. Наред е третата игра наречена Ликови. Имаме 6 категории, тоа веќе го знаете од вчера, доколку сте го прателе првото издание на Кругот на знаење, доколку не е едноставна, многу е добра, бидејќи Снежана со помал број на поени е господјата која што одбира категорија од нашите 6 понудени, комплетно посветени на Македонија. Да видиме колку ја познаваме републиката во која што живееме и колку татковината која што ни дала се во животот може да ни донесе поени во Кругот на знаењето. Снежана, 6 категории за тебе во денешниот круг на знаење се медиуми, прекари, писатели, животни, филм и последната категорија рецепти. Најдомаќинска, најженска. Ајде рецепти. Ајде рецепти да видиме како Снежана и Златко ќе се снајдат со рецептите од нашата трета игра Ликови. Прашање број 1 од рецептите. Вели вака: како се нарекува македонскиот специјалитет од тесто и суво овчо месо?
Снежана како добра домаќинка се пријави прва. Пита Пастрамајлија. Пита Пастрамајлија, го прифаќаме одговор бидејќи Пастрамајлија го баравме. Името потекнува од зборот пастрама, што значи солено и сушено месо од овце или јагне. 2 поени ви носи Пастрамајлијата Снежана. Прашање број 2. Специјалитетот што се приготвува од сварен граф, потпечен во рерна, а се сервира во земјен сад, се вика како? Еве го домаќинот Златко. Тавче гравче. Тавче гравче. Овој познат специјалитет може да се најде и во сите ресторани за традиционална македонска кујна, а на времето Драган Вучич беше фронтмен на оваа група наречена Тавче гравче со Смилја Митровска, која што е Австралија. Најпознатиот вид зимница што се приготвува од црвени пиперки и се чува во тегли се вика Златко како? Ајвар? Правиш ли ајвар? Не. Се Много гледа, јадам. чим одма стисна. 2 поени, точен одговор. Ајварот е еден од највкусните специјалитети и најголемите тајни на балканската кујна. Прашање број 4 од специјалитети категорија. Како се вика рецептот што влезе во Гинис, а се приготвува од ориз, прас и кисела зелка? Снежана? Постна сарма. Постна сарма. Правите ли вие постни сарми? Да. Точен одговор. Со 80.000 постни сарми Прилеп официјално влезе во Гинисовата книга на рекорди. Прашање број 5. Другото име на македонскиот специјалитет тури потпечи е како? Ѓозлеме. Ѓозлеме. Некаде го викаат ѓозлеме, некаде го викаат ѓомлезе. Точен Ѓомлез, одговор, да. мислиме на истото. Овој специјалитет потекнува од регионот на Охрид и традиционално се приготвува под Вршник. вршник, но за ова не добивате 2 поени. Прашање број 6. Кој десерт од турско потекло е најконсумиран за време на новогодишните и рамазанските празници? Снежана? Турска баклава. Турска баклава, море си ја одомаќинивме, македонска е баклавата станата. Во сите земји што некогаш беа вклучени во Османлиската империја, традицијата за приготвување и конзумирање на баклавата. Прашање број 7. Кое јадење се приготвува само од крупно пченкарно брашно, вода и сол? Домаќинката Снежана вели што? Качамак. Качамак, точен одговор Снежана. Се смета за традиционално јадење на Балканот, а се служи и со свежо сирење, сланина или макало. Прашање број 8. Како се вика специјалитетот што се приготвува од јагнешки цревца, крезли, момички и младо чкембе? Кукурек. Кукурек. Мене ова момичките ме бунат, од младите војчиња не се прави кукурекот. Не ќе да е тоа. Најдобар кукурек е кога се плете рачно, но и машински приготвен, има одличен вкус. Предпоследно 9-то прашање, специјалитетно прашање. Како се вика зимницата од морков, карфиол, пиперки, краставички, зелени домати, сол и вода? Снежана? Жива салата. Жива туршија или жива салата? Да. Го прифаќаме во одговор. Нови 2 поени за Снежана. Во период кога нема толку многу се зеленчук на пазарите, зимницата е задолжителен дел од сечија, трпеза со многу витамини. Последно 10-то прашање. Како се вика прилепското јадење од 3 вида месо во марамица од јагне? Чекаме да се пријави Снежана. Златко, вие сте прв, односно ти си Златко прв. Златко? Златко, гладен остана ти утретава игра. Не ти текнува. Минус 2 поени, бидејќи сепак се пријави, не да е точен одговор. Снежана? Снежана, немој сега и ти. Го знам, меѓутоа во моментот сум блокирана. Ајде, одблокирајте со уште 2 секунди ви дам. 1, 2. Ширден се викаш. Ширден. Ова јадење се состои од свинско телешко и од јагнешко месо. Си откако се прочитавме, се наградивме со поени и се најадовме барем преку прашањата за македонските специјалитети. Имаме бодовна ситуација која што вели вака: Снежана на позиција број 1 31 поен и Златко на позиција број 2 27 поени. Уште 2 игри до самиот крај на круг на знаење и уште многу изненадувања. Останете со нас. Откако убаво се засладивме со специјалитетите и категоријата која што одбра Снежана од играта Ликови, претходната игра, можеме да ја играме четвртата игра на буква на буква. Вчера Златко видовме дека му одеше добро на буква, но денес ќе видиме каков противник ќе биде Снежана. Во следните неколку минути играме на буква на буква. Почнува човекот кој што има помал број на поени. Златко, тоа си ти. Првата буква од нашиот замислен поим е буквата П и 60 секунди за тебе почнуваат да одбројуваат сега. Печка. Печка.
П на точно место, Е, Ч и А ги има во зборот, но не се на точна позиција. Триесет и 5 секунди. Парче. Парче. Од втор обид го погоди поимот И. Златко, 10 поени заминуваат кај тебе. Секоја чест. Знаете дека имаме уште 25 секунди до крај, но тие ќе ги оставиме за некоја следно издание на Кругот на знаењето. Снежана, ти си втора. Првата буква за тебе е Л и 60 секунди одбројуваат сега. Лосос. Лосос. Само Л на точна позиција. Лотос. Лотос. Повторно само Л. Ларва. Ларва. Л и А на точно место. Ладна. Ладна. Л и првото А, повторно на точно место. 20 секунди, Снежана, до крај за тебе. Критични 10 секунди, Снежана. Ласер. Истече времето, Снежана, за погодување на твојата на буква. Можност ќе има да погодува поимот Златко и можеби тој ќе биде оној кој што ќе ги земе 10 поени. Златко? 3 секунди. Не се ни обиде. Поимот кој што го баравме беше Лакеј. Лакеј, Златко, Снежана. Жал ми е што само еден од вас си замина со 10 поени од оваа игра. Но, не очајувајте, бидејќи имаме уште една фантастична игра за играње, наречена Цајтнот, најдраматичната. Следува. Chemical Brothers некогаш пеа да time is come to, или времето дојде за Цајтнот. Нема повеќе време, бидејќи играме последната решавачка игра во денешниот круг на знаење. Почнува оној кој што има повеќе поени, за разлика од претходните игри кои што ги почнувавме со оној кој што има помалку поени. Златко, тоа си ти со 37 поени, го почнуваш Цајтнотот пред Снежана со 31 поен. Знаете, имате две рунди од по 40 секунди на вашите бројчаници, оној кој што ќе има повеќе секунди останато на крајот од првата рунда му се додаваат на новите 40 секунди од втората рунда и тој е победникот, односно ги добива финалните 21 поен во денешниот Цајтнот во кругот на знаењето. Златко, почнуваме со тебе со Цајтнот. Златко, што е гоби? Пустина. Точно. Снежана, кој сликар сам си го оцекол увото? Салвадор Дали. Винсент Ван Гог. Снежана, која игра улогата на Грег во филмот Сретни ги родителите? Понатаму. Бен Стилер. Снежана, колку милиметри има во 17,5 метри? 175.000. 70.500 милиметри. Снежана, од што бегаат учесниците на шпанскиот празник Сан Фермин? Понатаму. Од бикови. Снежана, кој елемент го има атомскиот број 2? Водород. Хелиум. Снежана, како се вика филмот на Софија Копола 2003 година Изгубени во? Вселената. Преводот. Снежана, како се викаат монументалните египетски споменици во облик на камена игла? Пирамиди. Обелиск. Снежана, кој е актерот кој што во серијалот филмови го толкува Валкани од Хари? Понатаму. Клинт Иствуд. Снежана, слоњаните Лаф и Марија се родители на? Кирил и Методија. Точно. Златко, која е последната кралица од македонската династија на Птоломеидите која владее со Египет? Клеопатра. Златко, 12 париски авении во вид на звезда се спојуваат на кој плоштад? Понатаму. Звезда или Етуал. Златко, во која опера главен лик е гејшата Чочо Сан? Понатаму. Мадам Батерфлај. Златко, кој римски историограф го нарекол Херодот татко на историјата? Понатаму. Цицерон. Златко, која е најголемата пустиња во светот со 9 милиони квадратни километри? Сахара. Точно. Снежана, римјаните Средоземното море го викале Маре Нострум, односно чие море? Истече времето за Снежана во првата рунда на Цајтнот. Златко влегува со 21 секунда предност во втората рунда од Цајтнотот и можност да ги добие 21 поен. Дали ќе биде така? Останете со нас. Втора игра Цајтнот.
Снежана, во кое дело 7 девојки и 3 момчиња раскажуваат по 10 приказни? Натаму. Декамерон Снежана, кој фудбалер го постигна првиот златен гол на светскиот шампионат 98 година? Понатаму. Лоран Блан, Снежана, во кој германски град се наоѓа познатата авенија под Липите? Понатаму. Берлин, Снежана, под кое име е познат сликарот Хармесон Ван Рейн, автор на Ноќна стража? Понатаму. Рембрандт, Снежана, со кого танцуваше Кевин Костнер за да го добие Оскарот во 90-та година? Понатаму. Волците, Снежана, во која држава во Америка се наоѓа големиот кањон на реката Колорадо? Понатаму. Аризона, Снежана, која опера од Верди е напишана според романот Набуководоносор? Мадам Бетерфлай. Набуко, Снежана, која е најдолгата река во Франција? Темса. Лоара, Снежана, кој е прекарот на фудбалерот Љупчо Марковски? Понатаму. Калц, Снежана, колку кругови има во пеколот на Данте Алигири? 9. Снежана, како се вика филмот во режија на Стивен Спилберг за спасување на полските евреи? Понатаму. Шиндлерова листа, Снежана, која река тече низ Битола? Понатаму. Драгор, Снежана дополнија поговорката пари на рака Мара за. Мара за рака. Точно. Златко, англискиот благородник од групата TNT се викаше? Понатаму. Сер Оливер. Златко, каков вид правите линии кои што не се сечат во бесконечност? Джокер. Снежана. Истече времето за Снежана. Златко имаше можност да погодува само едно прашање, но сепак Снежана со 31 поен, вие денеска си заминувате дома. Златко со 58 поени останувате и понатаму. Се гледаме утре во третото издание на Кругот на знаењето. Се гледаме ние повторно утре во Кругот на знаењето. Останете на прво. Снежана беше добар противник, само на крајот малце беше така, како да кажам, збуната. Јас сум задоволна, имав малку повеќе трема на крајот. Втора емисија бев подготвен, нормално мислам, малце треба искуство. Не успеа да го совлада тремата како мене и е многу добар и му посакувам многу среќа понатака.